На пресконференција во Анкара, Турција, иранскиот министер за надворешни работи Хосейн Амир Абдулахјан и неговиот турски колега Хакан Фидан го судија Израел за неговиот брутален воен одговор на масакрот на Хамас во Израел на 7 октомври. Со оглед на тоа што Анкара се повеќе го предизвикува иранското влијание од Кавказ до Централна Азија, конфликтот на Блискиот Исток обезбедува ретка точка на договор во услови на зголемени билатерални тензии, велат аналитичарите. Турција се обидува да се поврзе со Централна Азија. Тоа не е тајна. Постои растечка тензија помеѓу Турција и Иран. Значи некако е одложено затоа што вниманието повторно се префрли на Блискиот Исток, но тоа ќе го гледаме се повеќе и повеќе во годините што следат. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган работи на зајакнување на односите со Туркменистан и Казахстан, додека ги поправа врските со Саудиска Арабија, ривал од Техеран. Сите потези кои ќе ги поттикнат иранските стравови дека ќе бидат опколени од Турција. Но продлабочувањето на воените врски на Турција со Азербејџан, кој има блиски односи со Израел, е тоа што предизвикува најголема загриженост, предупредуваат некои аналитичари. Израелците соработуваат со Азербејџан за да направат многу работи во Иран, што всушност го разбесна Иран. Во септември, со воена поддршка од Турција, Азербејџан ги протера етничките ерменци од спорната енклава Нагорно Карабах. Техеран силно ја поддржува Ерменија. Пред азербејџанскиот напад, турскиот министер за надворешни работи Фидан го предупреди Иран да остане настрана од каков било конфликт. Некои наблюдувачи предупредуваат дека победата на председателот на Азербејџан Илхам Алиев ги поттикнува иранските стравови за сопственото азербејџанско малцинство. Алиев денес се појавува како херој затоа што азербејџанците еднаш ги добија војните и слично. Мислам дека сум сигурен дека иранците се загрижени дека привлечноста на она што азербејџанските националисти го нарекуваат Северен Азербејџан може да се зголемува за нивното население, за кое веројатно се зголемува несреќата да живеат под нивната Исламска република. За време на минатогодишните национални протести во Иран, Алиев во телевизиско обраќање вети дека ќе ги заштити азербејџанците и во Азербејџан и во Иран. И Азербејџан и Иран одржаа неодамнешни воени вежби во близина на нивната граница. Анкара пред 2 години потпиша сојуз со Баку, со кој се обврза да го брани Азербејџан во случај на војна. Со оглед на тоа што Кавказот останува напнат, а Ердоган се сретна со централноазиските водачи во Казахстан, наблюдувачите предвидуваат дека билатералните тензии најверојатно ќе ескалираат додека Иран и Турција се надпреваруваат за влијание.